Во денешното интервју за порталот Курир разговараме со Дарко Костовски, кандидат за градоначелник на општина Бутел, од редовите на ВМРО ДПМН. Добар ден, господине Костовски. Добар ден. Вака ние се наоѓаме пред општината Бутел. До општината Бутел требаше да има нова поликлиника, меѓутоа во моментов се действат монтажни објекти, исти такви какви што пред 2 дена изгореа во Тетовскиот клинички центар, каде што починаа загинаа 14 луѓе. Како луѓето би имале доварба и би влегувале во вакви објекти после се ова што се случи? Најнапред сакам да изразам сочувство за сите загинати и повредени во овој немил настан и секако да повикам на одговорност. Случајот детално треба да се испита и да има одговорност, бидејќи ова е катастрофа од невидени размери, каде што мора некој да понесе одговорност, така функционира една нормална држава. По однос на амбулантата во Бутел, која што или монтажните контейнери, или не знам, јас на шала знам да ги наречам и трафики, бидејќи станува збор на вистина за објект кој што не можете внатре да прегледувате луѓе, да доаѓаат граѓаните на општина Бутел и да бараат здравствена заштита во објекти каде што нити може да се загреат како што треба, нити може да се ладат како што треба летно време, во објекти каде што просторот за чекање е 2 до 3 квадрати. Јас не знам навистина зимно време на кој начин ќе се одвива процесот на работа на лекарските тимови. Овој немил настан само го усложни процесот, покажа на граѓаните на општина Бутел за каков тип на објекти станува збор, дека станува збор за на крајот од кришта за крајно небезбедна градба која што ете со мала искра или со мал пожар може да дојде до фатални последици. Тоа што Велимир Смилевски го планираше, веројатно дека ќе се извади на картата, еве правам јас колку толку нешто подобро од тоа што беше претходно, меѓутоа не помина тоа така кај граѓаните. Граѓаните веднаш, уште пред да се случи овој немил настан, го осудија овој потек на Смилевски со тие монтажни објекти, заради тоа што тој самиот ветуваше модерна поликлиника. Внимавајте, модерна поликлиника, дури не амбуланта, туку поликлиника. Тоа е еден посериозен зафат кој што го ветуваше 4 години и предизборно и за време на неговиот мандат, и ете на крај добивме монтажни контейнери. Она што е вака доста важно е што Смилевски виде дека граѓаните даваат жесток отпор према овој негов условно кажано проект, ако може да се нарече проект, па го повика министерот Филипче пред неколку дена од Бутел да даде изјава со цел да го спаси. Имено Филипче овде дојде кај нас во Бутел и рече, без Велимир самиот рече, јас ги градам овие објекти, си ја превзема целата одговорност на себе за да го спаси Смилевски, заради тоа што Смилевски свати дека отпорот кај граѓаните и револтот према овој срамен чин со кој што им го одзема достоинството е навистина голем. Сведоци сме пред некој ден некои граѓански иницијативи на територија на општина Бутел, после од кога што ќе поминат овие денови, на жалост, најавија и некои протести по однос на новие монтажни контейнери. Секако ние како политичка партија ВМРО ДПМН Бутел не би, бидејќи јас сум и председател на општинскиот комитет, не би заземале став во смисла ние да го организираме тој протест или слично, меѓутоа јас како кандидат за градоначалник секако дека би го поддржал, заради тоа што сметам дека ова е срамен чин кој што треба веднаш да се отстранат овие објекти. Еве, дали вас конкретно ви даде одговор градоначалникот Смилевски зашто не е изградена поликлиника, затоа што имаше донесена и одлука на влада минатата година на 25 јануари 2020 година дека итно се оделуваат средства за изградба на нова поликлиника во општина Бутел. Каде се средствата, каде е поликлиниката? Ние побаравме веднаш од како што беше таа одлука на влада објавена одговор дали тоа навистина ќе се случи или ќе биде само уште едно од неговите лаги. Очекувавме дека ќе биде лага, како и за се друго, да не заборавиме, тој во својата програма, во своите 10 носечки проекти нема реализирано ниту еден. Таму влегува и амбулантата и поликлиниката, така да веќе јасно име на луѓето во Бутел дека после секоја изјава дека нешто ќе се случи, тоа едноставно нема да е така, заради и за жал тоа е така.
и ете поминаа 4 години многу брзо и навистина се што ветија излажаа, па така и со таа одлука, нели мафтаа со парче лист хартија дека готово ќе се направи поликлиника во Бутел, ете, видовте, очигледно е, добивме монтажни контейнери. Што е со другите проекти кои што беа најавени од градоначалникот Смилевски? Имено, еве, пред 10 на минути поминаа 2 противпожарни возила кои што се упатија кон Радишани. Времето за реакција е околу 40 до 50 минути, додека пристигнат тие, дали од автокоманда или од Битпазар. Мислам од Битпазар најчесто. Зошто, еве, конкретно во општината Бутел нема противпожарна, иако беше ветено и тоа? Да, беше ветено и тоа со рок, колку што сеќавам, до 2018 година, како што беа ветени и полициска станица, уредување на реката, на коритото на реката Серава, 2 нови детски градинки, училишта во Визбегово и во Љуботен, водовод во Љуботен, водовод во Љубанци, канализациона мрежа во Бел Камен и Кучевачка бара, плоштад во Бутел, паркови во Бутел, голем спортски комплекс во Бутел, ништо од тоа. Ништо од тоа, за жал, и тоа го носи Велимир Смилевски на пиедесталот како најнеуспешен градоначалник во историјата на општина Бутел, ако не и на територија на Скопје во сите градски општини. Што се однесува до противпожарниот пункт кој што го посочивте сега како пример, ова што се случи пред малку по однос на пожарните возила што се упатија, веројатно, дај Боже, станува збор за нешто помалце сериозно, се надевам дека е така. Навистина, доколку има пожар во Бутел, а тоа често се случува, тоа е нели нормална до некаде појава да се случи некој пожар од немарност. На возилата за на противпожарната служба возилата стигаат до 30-40 минути до Бутел, не баре кога ќе е пеплосано се. Така да еден од приоритетите во мојата изборна програма ќе биде подхитно изградба на еден противпожарен пункт. Не мора да биде грандиозен или како оној што е на градот Скопје, меѓутоа сметам дека треба да има противпожарен пункт кој што ќе врши како работа во Бутел. Кои се клучните проекти со кои ќе настапите на овие избори? Па клучните проекти се практично оние кои што јас како кандидат ги ветував во 2017 година, за жал се истите, бидејќи ништо тоа не е направено. Генерално тоа се потребите на бутелчани, на Бутел му се потребни минимум 2 големи паркови. Едниот го предвидуваме на новиот булевар Христијан Тодоровски Карпош, од левата страна гледано према Радишани, целиот потек од почеток до крај да биде еден голем парк, и тој според моите сознанија би бил втор најголем парк на територија на градот Скопје, и тој веднаш ќе почне со реализација, само да се донесе планот и веднаш ќе почне да се реализира овој проект. Потоа сметам дека и те како му е битен парк на Радишани, на населба Радишани. И имаме соодветна локација, тоа би било некаде над населбата Радишани према конјичкиот клуб. Тоа е место каде што ќе биде вака едно од поубавите и поквалитетните места на територија на Бутел, каде што не само радишанци ќе може да се рекреираат и сите жители на општина Бутел. Што е со другите помали проекти? Сведоци сме еве дека конкретно во општина Бутел овие 4 години има цели населби каде што камен на камен не е ставено. Така е, да. Пред тоа да кажам дека на Бутел му е потребен еден плоштад. Тој е предвиден на едно многу добро место за кој ќе се запознаат бутелчани. На Бутел му и tekako потребен и ќе го реализираме сигурно проект за еден солиден олимписки центар, можеби најубав на територија на Македонија, затоа што Бутел се прослави по олимпизмот во последниот период, меѓутоа тука има екстремно талентирани деца од сите спортови и сметам дека тоа е момент кој што мораме да го развиваме. Тука има многу таленти. Нема потреба родителите и дечињата да ги носат према центар, према некои други општини. Потребно е да има се на едно место тука во Бутел во однос на спортот. Јас сум убеден дека тоа ќе биде реализирано. Можеби целиот тој проект за олимпискиот центар, пошто ќе биде грандиозен, нема да се реализира за 4 години, меѓутоа убеден сум дека сериозно ќе напредува во првите 4 години. Можеби за 8 години ќе биде завршен и целиот. Потоа на Бутел му се потребни 2 градинки, една во Расадникот, една во Свети Климент Охридски, исто така Смилевски ССМ лажеа 4 години дека ќе изградат 2 градинки. На Бутел и tekako му е потребно уредување на коритото на реката Серава. И tekako му е потребно, тоа треба да биде едно од подобрите места за рекреација на бутелчани, каде што ќе можат навечер да отидат или преку ден, зависно колку имаат работа, да отидат да се рекреираат и да прошетаат. По однос на малата што ги спомнавте, на сите населени места, веќе 10 дена
Заедно со мојот тим одам на посети по сите мала на територија на Бутел, значи не населени места, туку по мала. И верувајте дека не постои место каде што граѓаните се задоволни од Смилевски. Тој практично секаде коментираат дека каде да отидам, велат ова место е заборавено 4 години. Практично не е поместено ништо. Така да ќе имаме доста работа, ќе треба да ги засукаме ракавите и веднаш после добиениот мандат, за кој што сум сигурен дека ќе го добијам од бутелчани, ќе мора да се фатиме за работа и да работиме за да променуваме сликата за Бутел, која што стои веќе 4 години и тоа во сериозен застој. Така да затоа го посетуваме секое мало, ги лоцираме сите проблеми ги лоцираме и гледаме да направиме приоритет по однос на овие проекти кои што ќе мораме да почнеме да ги решаваме веднаш. Господине Костовски, општина Бутел е мултиетничка заедница. Меѓутоа, последниве 4 години конкретно не се работи на тоа да се зајакнат тие и да се подобрат тие односи, освен во оној дел оние криминогени структури кои што се обединија околу градоначелникот Смилевски. Ваш коментар околу тоа? За жал, Бутел последниве 4 години стана синоним за небезбедна општина на територија на градот Скопје. Постојано пукотници, постојано напади. И тоа, верувајте, е така заради тоа што одредени криминални групи, тука не би навлегол кој од која етничка заедница или слично, оној човек кој што го прекршува законот и се бави со криминал, тој е криминалец. Пред се криминалец, после се останато. Така да, она што мораме да го промениме веднаш, иако како градоначалник јас не би имал директни ингеренции да влијам на безбедноста, меѓутоа и такако може со одреден, па би рекол дури и притисок према локалните полициски власти да влијам за да се намали таа несигурност во граѓаните, па ако не и зашто да треба и да исчезне. Ќе се борам против тоа, затоа што верувајте дека према криминалот, пред се јас како спортист, меѓутоа и како човек имам нулта толеранција и оние луѓе кои што беа околу Велимир Смилевски, кои што го обкружува и се уште се околу него, едноставно на тие луѓе им е местото во затвора, не да бидат тука водечки личности во општината наша, во општина Бутел. Многу грда слика, сметам дека ќе се промени веднаш од кога што ќе добие мандат. За крај, каков резултат очекувате на избори? Да бидам искрен, по се она што го гледам последниот период, убеден сум во победа. Убеден сум во голема победа и тоа во првиот круг, заради две работи. Заради тоа што луѓето веруваат во мене и во мојот тим и во мојата искреност. И јас не ветувам брда и долини како Смилевски, јас ветувам реални проекти за кои што сум сигурен дека ќе бидат реализирани. И вториот момент е огромното незадоволство према Велимир Смилевски за тоа што тој се што вети буквално излаже и ништо не реализираше. Така да реална е основата, верувајте дека реална е основата. Овој пат јас заедно со мојот тим и заедно со сите бутелчани да победиме во првиот круг и конечно Бутел да почне да добива модерен лик како општина во градот Скопје. Господине Костовски, ви благодарам на одвоената време. Благодарам и јас за можноста.